председателке, благодарам колешке. Последнава реченица злато вредеше, навистина. Меѓутоа, не се спроведува тоа што го кажувате, инаку прекрасно и за уши и за јавноста која што ја прати оваа дебата. Инаку да знаете дека овој процент што е одвоен од буџетот за образование покрај Босна е најнизок во Европа. Посебно за научно-истражувачка дејност. Во Словенија и во Румънија имаме 3 пати повеќе сооднос овие средства за наука според буџетот, меѓутоа тоа е тоа, ајде да се надеваме дека нешто ќе биде како што треба, иако не се спроведува она што го повикувате вие како основа, мисла на науката. Така. Знаете убаво за што ви кажувам, нели? 6 февруари добар датум беше. Со јавната расправа, кога сите институти и сите факултети едно кажаа, меѓутоа не се спроведе во праксата, така? Господјата Цачка си спроведува она што го наумила, а воопшто не се повика на она што го кажува на јавната дебата научниците. Велите, вака накратко запишав нешто околу што можеме да се најдеме спор, инаку ова за образованието, факт е дека нема доволно ученици и нема можеби потреба од нови училишта, треба да се реконструираат веќе постоечките, ама пак ќе повторам, овие договорни услуги, стоки услуги, овие ставки се секогаш симптоматични и сомнителни. И тука може да се направи најголемиот криминал. А инаку дека има навистина намален број на деца, има. И тоа тука сите се согласуваме. Во иста држава живееме, знаеме што ни се случува во државата. Велите дека имало навремени исплати на субвенции. Прашајте и сточарите. Не сакам да звучам грубо, ниту пак имам намера да се расправам во однос на тоа. Меѓутоа, прашајте и сточарите дали им се исплатени субвенциите. Прашајте ги за јагне дали е исплатено. Прашајте она што беше за тутунот пред 6 месеци дали е исплатено, а веќе почнува новиот откуп. Прашајте зошто во ребалансот среде лето ние предвидувавме средства на Агенцијата за поддршка на земјоделието, а претходно немаа реализација, затоа што доцнеа со исплатата на субвенциите. И тука не можам воопшто да се согласам дека навремено државата ги сервисира поварувањата, па дури и законските обврски, затоа што и субвенциите се исплаќаат според законски рокови. Расходите и приходите велите дека имало реализација 70-80% колку и да беше, не запишав, затоа што е нормално да има, веќе средина на ноември, нормално е да има толкав процент на наплата. Така? И нормално е да имаме толкав процент на приходи и расходи, затоа што веќе е крајот на годината. Меѓутоа, секогаш се спорни капиталните. И тука е развојната компонента. Не е развојната компонента во тековните трошоци. Развојната компонента на сите буџети е во капиталните инвестиции и во капиталните расходи. За пописот преска спомнавте, воопшто не сакам и пописот да ни биде тема кога веќе имаме друга расправа, меѓутоа пописот ниту вие верувате во него, ниту ние веруваме во него. Знаеме како е направен, знаеме дека се со сила, со различни притисоци се попишува луѓе кои што со години не живеат тука и се проектираат развојните планови врз основа на лажни податоци. И како што е ветување на ВМРО-ДПМН, за брзо време повторно ќе имаме попис после изборите, кој што ќе биде реален. Минималната плата е зголемена, така е. Се зголемува по два основи. Едниот е природен, другиот е вештачки. Ние цело време имаме по вештачкиот основ. Значи законски ја зголемуваме. Наместо да се создадат услови со зголемување на конкуренцијата, со зголемување на поварувачката на пазарот на трудот да се покачуваат платите и минималната плата, ние законски ги регулираме. Добро е како основа еднаш да го поставиме тоа, меѓутоа понатаму треба да оставиме стопанство да си ја наметнува потребата. Зошто го велам? Затоа што ако
имам некој кој што зема минимална плата од 14.000, по претходна сума зборувам, и некој подобар работник кој што работи нешто сосем друго за 20.000, кога законски јас ќе морам на овој минимална да му на 16, ќе немам на оној што ми е попродуктивен и него да му дадам. Значи тоа е вештачко одржување. И вештачкото одржување не води никаде. Може би да им гарантираме на оние кои што се со ниски приходи, меѓутоа немаме излез за овие кои што се попродуктивни и затоа ни бегаат. И затоа немаме ниту градежници, ниту земјоделски работници, немаме ниту автомеханичари, немаме никакви стручни профили кои што навистина се подефицитарни од ден на ден. И во однос на намалувањето на сиромаштијата, бројките се тие, меѓутоа се уште сме на опашката во Европа. Доколку не превземеме нешто радикално, народот ќе изгуби верба и ќе продолжи оно иселување кое што со години наназад воопшто не можеме да го спречиме. Ви благодарам.